Мојот одговор е не. Младите луѓе на регионално ниво не соработуваат. Да, може да се каже дека младите соработуваат на регионално ниво. Да го изразиме она што го поседуваме и да кажеме кои сме ние. Регионалната младинска соработка е на многу ниско ниво, се жалат младите. Наоѓаат забелешки и за властите, но и во своите редови. Велат без соработка нема иднина за регионите, а со нив ни за државата. Дали младите соработуваат на регионално ниво? Мојот одговор е не. Младите луѓе на регионално ниво не соработуваат. Јас сум од Крушево и јас сум учествувала досега само во еден проект кој вклучувал ваква регионална соработка. Да, може да се каже дека младите соработуваат на регионално ниво. За жал, соработката со младите на регионално ниво не е доволно развиена. Сметам дека младите не соработуваат меѓу себе на регионално ниво поради поголем број на причини. Например, недоволната комуникација и соработка помеѓу младите луѓе во регионите. Недоволен број на проекти кои вклучуваат ваква регионална соработка, недоволен број на активности во кои имаат шанса да бидат вклучени сите млади луѓе. Младите соработуваат на регионално ниво првично да се стекнат со нови познанства, да разменат искуства и ставови со останатите млади од регионот, да се запознаат со нивното секојдневие, но исто така да изнајдат решение како да го подобрат истото. Според мене, соработката помеѓу младите на регионално ниво е поради немањето на доволно регионални младински проекти настани во кои ние ќе може да се вклучиме, да се запознаеме меѓусебно и да работиме на нови проекти. Ние како млади луѓе се соочуваме постојано со предизвици како на ниво на држава, така и на регионално ниво. На регионално ниво ние се соочуваме со голем број на предизвици како на пример недоволна соработка, недоволна комуникација, недоволен доток на информации до нас, недоволен број на активности кои ќе не привлекуваат и ќе ни овозможуваат да соработуваме меѓусебно. Најголем регионален предизвик е поттикнувањето на самите млади да се вклучуваат во повеќе организации, исто така во проекти кои се наменети за млади и проекти кои се наменети за соработка на регионално ниво. Најчест предизвик со кој се соочуваме ние младите, особено во малите општини, е немањето на доволно финансиски средства и поволни услови кои се потребни за да оствариме нашата цел. Одговор е да. Младите луѓе се гледаат себе си како градители на иднината на својот регион. Лично јас како поединец се гледам како градител на иднината на својот регион. За жал, бројот на млади кои се гледаат како градители на иднината на регионот е многу мал. Кога ќе помислам на мојата иднина, за жал не можам да кажам дека гледам тука во мојот регион. Верувам дека нашиот регион и општо сите региони низ цела Македонија се полни со амбициозни и млади луѓе кои можат да постигнат и кои се стремат за подобро утре. Доколку во иднина нешта да се променат, се зголеми соработката со младите и се слушне гласот на младите, би се вклучила и неуморно би работела. Јас како поединец во својот регион би променила повеќе нешта. Например, најпрво би создала подобар доток на информации до младите, подоцна би развила и повеќе проекти за меѓусебна соработка помеѓу младите на регионално ниво, како и повеќе активности во кои тие ќе бидат вклучени и ќе земаат активно учество во општеството. Би го слушала повеќе гласот на младите, активно би ги вклучила во процесот на донесување на одлуки за подобрување на општинскиот живот, особено во поглед на социјализација, култура, образование, па дури предприемништво. Јас во мојот регион би го променила начинот на комуникација помеѓу општината и нас младите. Би го зголемила бројот на младински активности и настани во кои ќе може да се вклучиме, да го изразиме она што го поседуваме и да кажеме кои сме ние. Социјализација, култура, образование, предприемништво. Сето тоа мора да се подобри, нагласуваат младите активисти. Како ќе реагира другата страна?